Јас сум Дејан Димитровски, советник од редовите на партијата Дом. Како советник во најголемата општина во градот Скопје, општината Газибава, кој доаѓа од Зелена и еколошка партија, нормално е граѓаните на таа општина да очекуваат од мене подобрување на условите на живот во животната средина. Ја бев иницијатор за времена мерка за пирање на градишни активности на индивидуални и колективни градби во временски период, додека не се обезбедат нормални услови за чист амбиентален воздух во рамките на дозволеното ниво. Потоа, исто од моја страна, организирани се повеќе акции за чистење на општината и лоцирање на дивите депонии, кои потоа заедно со јавното комунално предпријатие Газибава, истите се исчистени. Организирани се повеќе дневни и ноќни патроли со членови од партијата за откривање на несовестните индивидуални и колективни загадувачи, кои потоа беа пријавувани во инспекторатот на град Скопје. Исто така, повеќе акции имавме во делот на пешачки велосипедски патеки, кои беа блокирани од возила и предмети на граѓани и компании. Имам остварено доста состаноци со одговорни од комунална хигиена во делот на поставување на нови контейнери и навремено чистење на истите. Иницирав и состаноци со полициски службени лица во кои разговарано околу девијантното однесување на малолетните лица и исто така доставив и барање да се зголемат контролите околу кражбите на огревно дрво во делот на руралните средини. Организирани се бројни средби со граѓани и решавање на нивни проблеми во делот со документација, урбанизам и комунални сфери. До сега имам поднесено повеќе предлози и иницијативи за буџетот на нашата општина, во кои дел од нив се прифатени, дел се надевам дека со поголема борба во наредниот дел ќе бидат прифатени. Значи, морам да напоменам дека дел од нив е организирање на зелен катастар на општина Газибава, изградба на мини бавчи во основните училиште за производство на сезонско овошје и зеленчук и едукација на младите за здрав живот и создавање на зелени навики. Побарено исто така од општината да се решат делови околу зелените пазари, кои редовно се окупирани од диви продавачи и со тоа се загрозува безбедноста во сообраќајот, нелојалната конкуренција на пазарџиите, исто така и хигиената на тие локации кои е на ниско ниво. Поднесена иницијатива за решавање на еден долгогодишен проблем на 3 локации во нашата општина, кои се претежно населени со граѓани фантоми без документи. Тоа се локациите Вардариште, Керамидница и Инџиково, каде што има изградено привремени живеалишта и истите се бават со палење на канцероген отпад, бакар, гуми, пластика за лична заработувачка, а на штета на здравието на нашите граѓани. Иницијативата беше да се преземат опсежни мерки со Министерството за труд и социјала за дисоцирање на истите и нивно социјално решавање. Поднесена иницијатива за прекин на работата на компаниите кои ги празнат септичките јами од руралните средини и ги исфрлаат во водите на реката Вардар. Моje мислење е дека значајно ќе придонесе во делот на животната средина набавката на садници и садење на истите, каде што претходно биле дисоцирани поради градежни активности и садење на нови локации. Се одржуваат повеќе средби со екологисти, исто така морам да напоменам дека голема поддршка имам и од мојата матична партија, како и граѓанската иницијатива О2, и се надевам дека оваа борба ќе заврши позитивно врз здравието на граѓаните, а тоа е да се дојде до пренамена на тој дуб, каде што ќе се извади Г1 загадувачката индустрија од планот и каде што сите ќе бидеме чисти и јасни пред граѓаните во општината Газибава.